Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на ТВ Објектив. Објективите на нашите камери вечерва се завртени кон шефот на македонска дипломатија, министерот за надворешни работи, господинот Никола Поповски. Господине Поповски, добре дојдовте во студиото на телевизија Орбис. Добро вечер и благодарам многу за поканата. Предпоставам бурен период, го имате секогаш, но овој последниот беше сигурно доста бурен и интензивен, имајќи во предвид дека голем број на представници од странство беа на гости во Република Македонија, беа во Скопје, за жал по еден многу непопуларен повод, а тоа е политичката криза и сето она што се случува во Република Македонија. Низ многу бројните разговори и средби што ги имавте со меѓународните представници, што велат тие, каков е нивниот впечаток, што е она што се случува и како може да се разреши сето ова во Република Македонија? Најголем дел од посетите ги имавме планирано многу предходно, така што беше определено совпаѓање да дојдат во овој момент во кој се соочуваме ние со внатрешна политичка криза. Но главните пораки кои сакаат да ги упатат, особено оној дел на европските пратеници, представниците од различни земји членки на Европската унија, беше да го капитализираат придвижувањето што го направивме во изминатата година. Добивме четврта препорака за почеток на преговорите и овој пат голем дел на земји членки на Европската унија застанаа многу цврсто за тоа дека Република Македонија мора да ги почне преговорите. Така и дојдовме до овој извештај кој во моментов го подготвува Европската комисија. Не е тешко да се погоди, агендите беа поместени од она што се случуваше на внатрешна политичка сцена. Мислам дека општа констатација од целата ситуација е дека постои загриженост. Постои загриженост од објективни причини, бидејќи има чинители кои не сакаат да видат Република Македонија да ги почне преговорите и нив им одговара одлично едно сценарио на покажување на неодговорност, односно непочитување на институциите во рамки на нормалната демократија. Така што мислам дека таа загриженост ја делиме од неколку причини. Првата и клучна причина е фактот што водството на најголемата опозицијска партија не покажа доволна зрелост во овој период, дека во демократско општество морате да ги почитувате институциите, морате да действувате во рамки на институциите и постои определена одговорност кон граѓаните без разлика дали сте на власт или сте во опозиција. Таа порака, мислам, можеме да ја видиме или да ја прочитаме од сите оние разговори кои ги имавме, но сепак од секој од нас во Република Македонија зависи каква слика ќе створиме за нас надвор и од тоа ќе зависи колкава поддршка ќе добиеме за да напредуваме натаму во европските и евроатлантските интеграции. Така, известувачот за Македонија во Европскиот парламент беше, ми се чини, особено разочаран, или барем така звучеше на неговата пресконференција. Ричард Ховит рече: заминувам разочаран од она што се случува во Република Македонија. Во дипломатскиот речник што тоа значи? Кој треба да ги стушне камбаните? Човекот дојде со амбиција да ни даде поддршка да ги почнеме преговорите по долго време на непринципиелна обструкција која не имаше наметнато нашиот јужен сосед и неможност да ги почнеме преговорите. Значи, кога доаѓате со таква амбиција и се наоѓате со ситуација во која имате најголема опозицијска партија која е доминирана од лични агенди и ги игнорира институциите, во таков еден контекст ги одземате адутите на сите оние кои сакаат да ја помогнат на Република Македонија. Неговите пораки беа многу јасни. Јас мислам дека не можеме да видиме никаква друга алтернатива, освен да действуваме во рамки на она што е предвидено во демократско општество. Постои парламент, таму се искажуваат или несогласностите со она што го работи владата. Постои институција избори, без разлика дали се на локално ниво, на парламентарно ниво, на претседателско ниво, таму се искажува волјата на граѓаните и потоа врз основа на таа искажана волја се носат одлуките. Да сакате да избегнете избори кои нормално следат само за претекст на зачувување на определен комфор во рамки на политичка партија е неприфатливо. Мислам дека од таа стартна позиција
и Ричард Ховит и сите оние кои сакаат да ја видат Република Македонија во Европската унија час поскоро, не може да имаат големо задоволство. Но мислам дека и тие почувствуваат дека мораме да покажеме ниво на зрелост и не смееме да дозволиме оние кои сакаат да креираат хаос во државата да ја диктираат и агендата на државата. Така. Меѓу другото, Ховит најави дека извештајот кој што пролетен и ад хок беше најавен за Република Македонија токму од мотивирана Европската комисија од веќе 4 поред препораки за почеток на преговорите за членство, дека ќе биде или одложен или можеби ќе биде негативен ако не се надмини целава ситуација, што би значило еден негативен извештај за Република Македонија за напредокот после 4 последователно позитивни или пак евентуална суспензија, на што значеше најавен ад хок извештај за Република Македонија, се со цел да и се помогне на земјата да започне преговори за членство во Европската унија што поскоро. Идејата на изработување на извештај во овие следни 3-4 месеци, односно во тековните 3-4 месеци, беше да се констатира објективно дали постојат пречки за Република Македонија да не ги отпочне преговорите. Она што беше поставено во минатото беше динамиката на реформи, затоа и првиот дел е посветен на оценката на како сме продолжили да ги спроведуваме реформите. Вториот дел се однесува на добрососедство, односно оној аргумент кој во последен момент го вметна Република Бугарија за неподдржување на тамошниот интеграцијски процес на Република Македонија, и третото прашањето за тоа колку е Република Македонија конструктивен партнер и колку ги почитува своите превземени обврски во односот со Република Грција и во контекст на наметнатиот спор со името. Тоа е идејата, тоа го работи Европската комисија додека ние разговараме. Сепак, случувањата околу најавениот бојкот за локални избори се нешто што крајно ги вознемирија и дефинитивно би значило недостаток на демократска зрелост. И тука нивното расудување не е дали било од една или од друга или од трета партија, доволно е еден деструктивен елемент да имате кој не ги почитува институциите, за да сликата која се креира надворе, па конечно вие како држава не сте покажале доволна демократска зрелост. Затоа и потенцирам дека многу зависи од тоа како ние се однесуваме, какви ќе бидат резултатите, односно констатациите во тој извештај. Мислам дека во таков еден контекст, додоколку било кој од политичките чинители не е доволно свесен дека без разлика дали се согласуваме, не се согласуваме, дали имаме некоја друга алтернатива, различни проекти и така натаму, тоа се прави во рамките на институциите. Ако некој нема капацитет тоа да го покаже, мислам дека е неизбежно да добиеме негативна оценка по однос на политичките критериуми, што е било за прв пат по долг след на години на позитивни оценки и во себе носи ризик тоа да им создаде дополнителен адут на сите оние кои непринципилно сакаат да ни го саботираат напредокот на тој пат. Не би ги подценил тие ризици, но не мислам дека не се надминливи. Така. Еврокомесарот за проширување Штефан Филе најави дека сепак ја одлага поседата на Република Македонија. Тој загрижен од она што се случува и разочаран од она што го гледа во Република Македонија. Што значи тоа за земја? Па неговите пораки при последната посета беа многу јасни. Пораките кои ги упати е дека било какво недоразбирање треба да го решаваме на еден системски начин, така како што би требало да се решава во земја членка на Европската унија. Значи, доколку сите оние немили настани поврзани со парламентот се решаваат на структуриран начин, односно предлозите кои ги имаше исфрлено и председателот Иванов од аспект на формирање на комисија, согледување на грешките, идентификување на тоа што можеме да подобриме и како можеме да ја подобриме воопшто климата во иднина, се начин на кој нормално би требало да се надминат било какви предизвици. Но крајно е неприфатливо уценување, особено кога немате поддршка за таква работа, и крајно е неприфатливо да ги игнорирате демократските институции. Не можете да зборувате за почитување на владење на правото, а да действувате во институционално. Тоа е она што го загрижува и Штефан Филе, и мислам дека објективно во таа ситуација, во која нему му е целта да помогне да се задржи кредибилитетот на
европските интеграции, бидејќи тој е објективно загрозен. Повеќе пати, веќе 4 пати комисијата вели да, подготвена е Македонија за преговори. Грција не принципиелно го саботира тоа, затоа што секоја земја членка има можност да ги торпедира одлуките и тоа го гледаме на ниво на Европската унија дека нанесува штета во различни контексти, не само во нашиот, но тука е прашање кредибилитетот на проширувањето. Значи во еден таков контекст доколку се сака да се задржи кредибилитетот и се става и се дозволува некоректно однесување, да речеме, од политички актери да го наруши имиџот на Република Македонија како зрела демократија, мислам дека е најдобро тогаш да ги согледаме сите можности за тоа како можеме да покажеме зрелост. Не смееме од институционален аспект да покажеме дека таков еден пристап може да стане стандард во Република Македонија. Дали заради сите случувања во Република Македонија е загрозен и пристапниот диалог на високо ниво? Пристапниот диалог е фокусиран на реформите. Ние во однос на реформите покажавме дека имаме најдобар извештај до сега воопшто, што значи дека сме испорачале сите оние резултати кои беа по секторските реформи, значи во доменот на правосудството, во доменот на декриминализацијата на клеветата, во доменот на реформите на администрацијата, економските реформи, изборното законодавство и така натаму. Така што тој извештај е позитивен и ние веднаш после тоа настапивме со акциски план за придвижување кон почеток на преговори. Резултатите по однос на реформите се без никаква дилема на позитивен колосек и тоа е клучниот наш адут. Ако не си пукаме во нога со вакво неодговорно однесување од страна на политички актер во дадена ситуација, нема зошто, односно не може да се одбегне констатацијата дека Република Македонија мора да ги отпочне преговорите. Ако таа прва тема, реформите и како Македонија напредува на патот кон Брисел, ја имаме штиклирано веќе позитивно. Втората тема која е што Европската комисија и Европската унија разгледува, добрососедството. Тука веќе имаме неколку теми за разговор, неколку прашања поврзани за секој од нашите соседи. Гледајќи Република Македонија се добива впечаток дека подобро стоиме или добро живееме со било кого освен со оние кои што се во нашата непосредна околина. Еве ако започнеме на пример со северот, со Република Србија. Односи кои што постојано се оптоварени со некои ситни провокации, дали се тоа спортски надпревари, па најавуваат дека сме бивша Југословенска Република Македонија. Председателот нивен се нуди да биде посредник во еден друг спор кој што ние го имаме со наш друг сосед. Генерално, како оценувате добрососедската состојба на Република Македонија кон сите соседи, но конкретно еве за почеток кон Србија? Тоа што е најзначајно за мене е каква е соработката на практично ниво. Многу лесно можете да креирате некоја погрешна перцепција за тоа дека постои непријателство, антагонизам, разидување и слични дефиниции за било чии односи. Мислам дека немаме ние никаква ексклузивност тука во Балканот во однос на било кого во рамки на Европа. Таков тип на предрасуди, да речеме ситни провокации или контексти кои даваат некој горчлив вкус на односите помеѓу земји, ги имате буквално помеѓу сите земји во Европа и глобално. Она што е клучен параметар е како се одвиваат работите на терен во конкретната соработка. Ја спомнавте Република Србија. Република Србија ни е секогаш помеѓу втори или трет најголем трговски партнер. Има огромна размена на луѓе од една и од друга страна, дневна флуктуација, има инвестиции, значи бизнис заедниците ни се поврзани, помеѓу луѓето нема таков антагонизам. Граница врвиме со лична карта. Апсолутно, тоа е случај исто така и со Република Албанија и со Република Косово. После визната либерализација не ни се потребни визи ни кон Грција ни кон Бугарија. И мислам дека граѓаните на Република Македонија немаат негативни чувства. Вие сте тука во град кој е блиску до границата со нашиот јужен сосед и јас немам слушнато од нити еден бидолчанец да ми даде некаква радикална негативна конотација на тоа како се меѓучовечките односи. Мислам дека ако земете некој европски просек, Република Македонија во однос на односот со соседите, комуникацијата е навистина над тој просек. Политичарите ги прават проблемите. Најчесто е тоа така. Так, со Бугарија кога би разговарале на тема Бугарија, испратија предлог меморандум за добрососедство, го разгледавме, го вративме неодамна, кога беше на гости хрватскиот премиер во Република Бугарија, Борисов кажа дека
во теке преговорите, договорите што и како може да се случи и евентуално да се потпише договорот за добрососедство. Имате ли информации или би ги споделиле ли последните информации во однос на тој договор за добрососедство со Бугарија? Со Бугарија имавме на специфична ситуација затоа што на последниот совет Бугарија на определен начин се приклучи кон Грција во неподдржување на почетокот на преговори со Република Македонија. Тоа беше едно големо изненадување за сите. Морам да кажам дека сите представници со кои разговарав, колеги, министри, амбасадори и така натаму, прашуваа од каде е ова сега. Значи, Бугарија секогаш се промовирала дека е првата држава која признала Република Македонија, дека давала поддршка, дека секогаш ни помагала во тешки фази од развојот и дека сакала да ја види Република Македонија час поскоро во НАТО и во ЕУ структурите. Во однос на договорната состојба, ова не е нова иницијатива, односно таква иницијатива за потпишување на договор помеѓу двете држави имаше пред некои 4-5 години, на што имаше одговор од наша страна со определени сугестии, по што оваа влада во Република Бугарија излезе со став дека добрососедство се креира со гестови, со конкретни односи, а не со потпишување на хартија на определен документ. Зашто потполно се согласуваме? Јас и денес ќе кажам дека добар сосед стекнувате со искреност, со взаемно помагање, взаемно почитување. Не стекнувате добар сосед со ставање нешто на хартија. Тоа е валидно како помеѓу луѓето, така и помеѓу државите. Но еве, доколку се чувствува таква потреба дека определен документ може да ги надмине некои недоразбирања кои постоеле, ние сме секогаш отворени за таква соработка. Во конкретниот случај, значи, врз основа на тој бугарски предлог имаше неколку средби на мешовита група во Република Македонија, Република Бугарија, три пати до сега се сретна, треба и четврти пат да се сретнат. Тоа што е клучно за нас е да имаме еден отворен, искрен однос, со кој во договорот ќе се почитуваме взаедно, ќе имаме определена симетрија од аспект на права и на обврски помеѓу земјите, и во тој контекст ќе си создадеме рамки за понатаму да ја унапредуваме таа соработка која реално постои. Оно што го реков за Србија, што е валидно исто така за Грција, е исто така валидно и за Бугарија. Ние имаме дневна флуктуација на луѓе, ние имаме пријатен, позитивен однос. Имаме бизнис кој се случува на дневна база. Тоа е она што е значајно за добрососедство. Не е желбата да се креира перцепција дека, не знам, некој ви е душман или некој ви наштетил со нешто. И во денешен контекст на интеграција и на отвореност, јас мислам дека тоа воопшто не треба да биде никаков аргумент. Во оваа фаза помалку охрабрувачки беше тоа и што се упатија неколку позитивни пораки по еден след на доста негативна кампања во рамки на она што е јавност во Република Бугарија, бидејќи се наслушавме изјави за не знам, негативна енергија или за непочитување на бугарска заедница во Република Македонија и мислам дека беше конструкции. Да, доста интензивна кампања имаше во некој период, можеби и предизборната клима во пресрет на јунските парламентарни избори во Бугарија воопшто не прединеса за тоа, бидејќи се створи некакво тематизирање и давање на негативна конотација на односот кон Република Македонија. Можеби голем дел на бугарските граѓани исто така имаат почувствувано дека и, не знам, 5 години после членство во Европската Унија не може да се каже дека сета она идеализација дека влегувањето во Европска Унија значи решавање на сите проблеми е дополнителен фактор, или например околностите поврзани со проширување на Шенген зоната и така натаму. Веројатно има повеќе фактори за да се створи таква клима, но се створи поднебје во кое стана опортуно да се креира негативна енергија кон Република Македонија. Јас мислам дека со овие последни пораки кои ги упатуваме и зашто потенцирам од Република Македонија никогаш не било дадено тло, бидејќи нема да видите вие изјава на политичар која оди со негативна конотација кон било кој од нашите соседи. Значи тоа го немате ни кон Република Грција, ако видите. Нашиот став е дека ние сакаме да имаме отвореност, сакаме да имаме добра соработка со нив. И таа искреност мислам дека е препознаена од оние кои ги следат активностите и развојот на настаните во
во балкански контекст. Така. Од истокот на другата страна од картата ја имаме Република Албанија, која што е една од ретките, веќе може да се каже ретките во светот, која се уште не нема признаено под нашето уставно име. Во билатералните контакти ваши или на други представници на македонската влада се разговара за ова прашање и зошто се уште ваква ситуација? Да, со Република Албанија фактички официјално го има ја има признаено Република Македонија со референцата. Тоа е нешто што ги обременува нашите односи од аспект на тоа што Република Албанија секогаш во комуникацијата се обраќа со уставното име. Тоа е конзистентно, ние имаме наша постои македонска заедница во Албанија, албанската заедница во Македонија, тие се мостови кои не поврзуваат на многу полиња. Но ова е обстоено како позиција. Мислам дека од оние разговори што сме ги имале досега, клучниот фактор е влијанието, исклучително влијание кое Грција го има врз Република Албанија. На повеќе полиња, вклучително економскиот, политичкиот, големиот дел на албански емигранти кои работат во Република Грција, и мислам дека во Тирана постои определена некомфорност за можни реакции од страна на Грција, доколку и официјално го представат оној став кој де факто го применуваат, односно користење на уставното име. За нас е значајно да имаме искрена комуникација и по вакви теми кои се исклучително чувствителни, и мислам дека нема никаква потреба да не се пристапи кон нешто што е дефинирано и во меѓународното право. По Хашката пресуда е многу јасно кажано што може, што не може да биде наметнато или дефинирано од страна на Република Грција во контекст на спорот кој го има со нас. Токму кај Грција завршува нашата тура посветена на соседите. Разговорите кои што ги водиме под покровителство на Обединетите нации се чини влегува во петта брзина изминатиот период, од нигде никаде. Нимиц кажува дека е оптимист, барем кога беше во Скопје, потоа малку ретирираше, но во секој случај се чувствува дека нови ветрови дуваат во она што значи разговори за надминување на спорот со името. Од каде ова? Па, ние имавме еден полог временски период во кој медијаторот Нимиц не беше толку активен. Еден од фактите што се променија во изминатиот период е дека тој конечно можеше и да допатува во Атина, нешто што не беше случај во претходниот период. И мислам дека по неколку години веќе се успеа да слета во Атина и да слета во Скопје и да има заедничка средба со представниците во Њујорк, што за него е охрабрувачки од аспект на процесот. Од аспект на суштината не мислам дека имаме многу аргументи да креираме некакви очекувања, бидејќи ова е спор кој трае 20 години. Во тие 20 години имаме видено нагорни линии, надолни линии, креирани очекувања, растурени очекувања и создадени, да речеме, очекувања, така што јас од тој аспект имам прилично трезвен пристап. Треба да се посветиме на комуникацијата, на отвореноста. Треба да овозможиме да можат да бидат аргументите презентирани на еден отворен начин и врз основа на таквите аргументи да видиме што е тоа што ни овозможува да ги унапредиме односите со Република Грција и да го надминеме овој спор кој е прво крајно нерационален, второ е базиран на имагинарни перцепирани стравови кои се креирани во Република Грција пред 20 на години, и трето, не мислам дека ни помага нити нам, нити на Грција во контекст на она што сакаме да го оствариме долгорочно, а тоа е интеграција во Европската Унија, во НАТО, во една клима во која слободно ќе може да се патува, да циркулира капитал, стоки, луѓето да имаат подобра сигурност и повисок стандард. Тоа е заедничка цел. Нашиот пристап е тој. Сметам дека реториката на медијаторот Нимиц беше охрабрувачка во определена мерка со оглед на фактот дека успеа да се врати во некоја фаза во која може да допатува во Атина, може да допатува во Скопје и може да ги соочи аргументите од едната и од другата страна. Во однос на колку можеме да очекуваме како резултат, јас секогаш велам прво скокни па кажи опа. Мислам дека многу е битно да видиме колку суштински има подготвеност во Атина, и тоа во дискусиите
секогаш преовладува, бидејќи за Република Македонија стратешки интерес е да бидеме дел од НАТО и со оглед на таквиот стратешки интерес, ние имаме интерес исто така и да го надминеме овој спор кој ни тежи и ни представува пречка без никаква основа. Значи, повторувам дека во 90-тите години беше креирана перцепција дека ние тука постоиме за, не знам, некакви рентистички цели да реализираме во Грција. Тоа не постои, е ноторна манипулација која има создадено страв од нешто што никој не сака да го реализира во Република Грција. И мислам дека мораме да се ослободиме од такви стравови, мораме да гледаме напред врз основа на меѓународно право и врз основа на меѓусебно почитување. Не можете да градите заедничка иднина во Европската унија доколку не ги почитувате основните права, човекови права, правото на самоидентификација и правото да определите како вие се чувствувате и како се именувате, без при тоа да загрозувате било кого, што не е наша цел. Така. Имајќи во преди тоа што го рековте дека 20 годишен спор со подеми и падови во својот тек досега, се уште фактички нормално и не е решен барем под покровителство на Обединетите нации, Брисел особено се заинтересира во последно време, па и Еврокомесарот за проширување предложи трилатерална средба која што грците ја одбија. Значи ли тоа полека конечно и пред Европа и пред Брисел разобличување на она што постојано во Република Македонија го тврдиме, незаинтересираност на Атина за надминување на спорот со името и како европјаните реагираат на тоа што грците не сакаат барем и во присуство на трет да седнат заедно на маса со нас? До сега ситуацијата би ја дефинирал на следниот начин. Грција е во позиција на сила, бидејќи е и во НАТО и во Европската унија. Ние не сме во позиција на сила, бидејќи сакаме да станеме дел од Европската унија и од НАТО. Грција ја има злоупотребено или ставено во функција таа позиција на сила за уценување да постигне решение кое се смета од политичката номенклатура во Атина како поволно за грчките стартни позиции, уценувајќи ја интеграцијата на Република Македонија. Доведени бевме во повеќе ситуации при советите, особено при последниот во декември, да видиме да нема аргументи, односно аргументите да бидат на наша страна, но Грција да е сепак во можност да не блокира. Од тука и нивото на фрустрираност во сите оние европски кругови кои искрено сакаат да го видат Балканот дел од Европа за да можеме да го споделиме тоа поле на стабилност, мир и просперитет кој во овој момент не е толку видлив, но убеден сум дека повторно може да дојде на европските простори преку тие интеграции. Само врз основа на тоа да се елиминираат било какви изговори. Преголема е цената која Европа има платено поради билатерални спорови. Но успешното решение секогаш било тие да се надминуваат во процесот на интегрирање и всушност со членството на оние кои се надвор од Европската унија да бидат целосно абсолвирани. Не би ги споредувал ничии проблеми, секому неговата планина му тежи најмногу, но имате многу примери на билатерални спорови кои имаат суштинско значење за оние кои се инволвирани во европски контекст. Нам можеби и на Грција ни се чини дека ово е најбитниот, но секој си има своја планина. За нас е значајно да имаме аргументирана дискусија. Затоа и мислам дека е добро тоа што Брисел, да речеме, го осветли малку овој дел на комуникацијата, бидејќи бевме сведоци на повеќе европски самити во кои Грција наоѓаше само изговор. Еднаш беше чекајте, ќе го решиме, ќе влезат, нема проблем. Потоа беше видете криза имаме, мораме да менаџираме кризите, ова ќе дојде нешто подоцна, има време за тоа. Потоа разни изговори дека па видете ова е коалициска, па потоа изговори дека не знам загрижувачка е ситуацијата внатре во Грција, па мораме да посветиме многу повеќе енергија на тоа. Растот на радикалната десница, фактички неонацистички политички платформи кои воопшто може да се развиваат во една исклучително критична политичка и економска ситуација. Ние немаме никаква причина да бидеме задоволни од тоа, сосем спротивно. Наш интерес е Грција да биде на здрави нодзе, бидејќи нашите економии, нашите општества се поврзани така што и нам ќе ни помогне да надминеме определени предизвици во пократок временски период. Но светлото од Брисел насочено кон злоупотребата, би рекол, на спорот со името за попречување на нашиот прогрес кон Европската унија е нешто што јас сметам дека е добра работа. Останува
вториот дел од приказната, односно можноста да ги конфронтираме аргументите. Јас сметам дека ние треба да одиме кон конфронтирање на аргументите, бидејќи дефинитивно, доколку некој објективен наблюдувач го следи 20 годишниот развој на спорот со името, ќе констатира дека аргументите се на наша страна. Не сакаме никого да загрозиме, имаме добра основа на база на тоа што е норма воспоставена во Европската Унија да имаме нормален однос со Грција и не смеме да дозволиме да биде злоупотребуван спорот со името под некаква маска на недобрососедски односи, кои се повторно наметната перцепција што не е фактичка на теренот, за да се одложува постојано влезот, односно интегрирањето на Република Македонија. Тоа е нашата идеја. И на овој начин на комуницирање мислам дека и повеќемина во изминатава година станаа свесни дека имаме апсурдна ситуација и дека нешто што е непринципиелна обструкција само се камуфлира врз база на не знам, немање добра политичка клима или немање поддршка или криза и така натаму, ред други изговори. Објективно, денес Грција е во многу комплицирана политичка ситуација. Како што реков, ние немаме интерес од тоа, бидејќи ние плаќаме и економска и политичка цена за потешкотиите со кои се соочува Грција. Потешко е да се мотивира било кој политички чинител во Грција да посвети поголемо внимание на овој спор во услови во кои има ред други проблеми кои се од суштинско значење за нивните граѓани и особено значајно е да ја елиминираме, односно колку може да се намали она негативна перцепција која беше изградена преку кампањите во раните 90-ти години дека Република Македонија представува некаква закана за Грција. Тоа е, мислам, нашата клучна агенда и на неа треба да работиме. Кога велите за конфронтирање на аргументи, претпоставам дека на следната среда која што министерот за надворешни работи на Грција Аврамопулос ќе има со Бан Ки Мун, еден од аргументите ќе биде книгата која што неодамна промовираше на неговиот владин колега за корените грчки на територијата Македонија, но шегата на страна, на тоа како македонската дипломатија одговара и не само на оваа ситуација со Грција, туку и генерално со 20 годишната веќе промоција на приказната Република Македонија, независна држава на Балканот. Често сме сведоци на разговори, на дискусии, неквалитет кадровски решенија или утки на македонската дипломатија или генерално на Министерството за надворешни работи. Како вие ја оценувате состојбата денеска? Па, видете, можете да промовирате една или друга теза во европски рамки, мислам дека тешко ќе најдете двајца кои, особено на Балканот, тешко ќе најдете двајца кои ќе се согласат за сите аспекти. И тоа е до некаде, да речеме, разбирливо, бидејќи од различен аспект можете да дадете различно толкување на определени настани. Затоа и сметам дека навлегување во таков тип на реакција секогаш завршува со определени разидувања. Доколку ние сакаме да надминеме некој спор, треба да се базираме повеќе на иднината, помалку на минатото. Во однос на иднината, основа ви е што се нормите воспоставени во Европската Унија. Во Европската Унија имаме дефинирано дека сакаме да имаме демократско општество во кое се почитуваат институциите и човековите права. Доколку сакаме на тој начин да функционираме, во Република Македонија единствено граѓаните се тие кои може да одлучат како се вика државата, дали се чувствуваме како на еден или на друг начин или на трет начин, дали ние имаме исто толкова право да имаме македонски јазик колку што во Грција граѓаните имаат исто толкова право да имаат грчки јазик, дали нашето признавање или непризнавање е работа на волјата на неколку политичари во Атина или е прашање на искажана демократска волја во оваа земја. И мислам дека во тој контекст со таква аргументација наистина е тешко да се одбраните вие за позицијата дека ни се блокираат европските перспективи во подолг ред години во услови во кои сме ги исполниле критериумите и тоа било констатирано од страна на Европската комисија. Спротивно на тоа, свесни сме дека се работи за политичка одлука, дали ќе ги почнете или нема да ги почнете преговорите, дали ќе се приклучите или не. Доказ за тоа е, впрочем, и самата Република Грција, која е единствената која не добила позитивна препорака од страна на Европската комисија, но била примена во Европската заедница од политички причини во 80-тите години, во услови во кои се извлекува од една тешка диктатура и целта е да се придобие во рамки на демократското општество на земји кои се развиваат во рамки на Европската заедница. Значи, ние сметаме дека тоа
таа одлука помогнала да се зголеми стабилноста и просперитетот и во Република Грција, но не сметаме дека со различни критериуми треба да се загрозува пак нашата иднина во рамки на Европската Унија. Што можеме ние тука да направиме, ако добро ве разбрав прашањето и беше во контекст на тоа што прави дипломатијата. Македонската дипломатија и не само во Грција, туку на сите останати меридијани. Да. Прва и клучна цел ни е запознавање со тоа што е реалноста, бидејќи многу е лесно да креирате перцепција во еден свет кој е денес преоптоварен со информации. Значи, било кој дипломат во било кое Министерство за надворешни работи во светот денес добива илјадници информации кои нема време ни да ги обработи. И од тој аспект, доколку нема определен фокус на некое прашање, многу лесно може да се креира перцепција, односно можете да креирате перцепција во земја X, во рамки на нивното Министерство за надворешни работи или во рамки на бизнис заедницата или во рамки, не знам, на целото општество, дека постои негативна конотација или негативен став во една земја кон определена друга земја. Затоа мораме интензивно да работиме на запознавање со сето она што е реалност во рамки на Балканот и пошироко се разбира. Друго прашање од аспект на нашите активности е дека ние сме релативно мала земја, која не може да влијае на сите светски текови во секој контекст. Тоа впрочем не може да го направат и најголемите земји во светот, мораат да имаат определен домен на влијание на кој ќе се фокусираат. И од тој аспект многу е поцелисходно да се концентрираме на конкретни работи кои се од наш придонес. Пример, запознавање на странски чинители, бизнис актери со можностите кои ги нудиме во доменот на инвестициите. Секој инвеститор потенцијален кој ќе биде запознат дека Република Македонија прво постои, дека нуди такви и такви можности за креирање на бизнис, тоа е додадената вредност за нашата дипломатија. Дополнително афирмирање на сите оние културни достигнувања кои ги имаме во светски рамки. Тоа е она што го работиме, например, и како дипломатски представништва и како културни центри на Република Македонија во поголемите градови или поголемите места. И паралелно со тоа оди и очекувањето да ги подигнеме стандардите и капацитетите на сите оние кои се занимаваат со дипломатија. Во тој контекст и гледаме да ги унапредиме, да речеме, очекувањата од секој оној што решил да се занимава со дипломатија. Да поставиме повисоки критериуми од аспект на познавање на јазик, од аспект на предиспозиции, комуникацијски способности и ред други параметри кои ќе ни овозможат како мала земја да можеме со релативно мал број на луѓе да имаме што е можно поголемо присуство во глобални рамки. Ние сме, ќе повторам, мала земја во регион кој е обременат со многу проблеми и во кој немаме можност и немаме ни време многу за да се прилагодуваме. Односно мораме да бидеме исклучително способни и квалитетни во на што го работиме, за да можеме да оствариме напредок. Тоа ни е целта, тоа ни се идеите, не велам дека е тоа нешто што е мала работа, може би звучи како амбициозна цел, но ние не можеме да си дозволиме ништо помалку од сем поставување на такви цели за да знаеме дека на долг рок ќе растеме и ќе се развиваме. Европските и евроатлантските перспективи ни остануваат наша стратешка цел, но и во меѓувреме ние мораме да се градиме и да се унапредуваме, зашто никој нема да дојде да ни ги решава нашите проблеми. Тоа се однесува како на политичка констатација, така се однесува и на економски план, така се однесува и на односите кои ги ствараме во рамки на македонското општество. Имајќи во предвид дека сте во конзулска битола, каква е соработката со 13 веќе ги имаме на број конзули почесни во битола, се гледате, разговарате, договарате стратегии, што и какво од комуникација ако воопшто имате? Да, па се обидовме да работиме повеќе со битолската дипломатска заедница. Имавме за прв пат средби во кои беа сите тие вклучени. Мислам дека од нивна страна беше тоа позитивно примено, бидејќи не се случувало во минатото да бидат толку афирмирани и толку ангажирани. Ние се обидовме да воспоставиме определена пракса во која во редовни интервали
ќе имаме комуникација и ќе ги запознаваме со она што работи Министерството за надворешни работи и ќе очекуваме од нивна страна поголем ангажман во делот на афирмирање на земјите кои ги представуваат. Неодамна еден битолчанец ми рече доколку секој од почесните конзули во Битола донесе по еден инвеститор, тоа ќе биде огромна придобивка за градот. Јас сосем се согласувам со тоа. Свесни сме дека не зависи само од почесниот конзул дали ќе донесе инвеститор или не, но со оглед на тоа дека сме мала држава со релативно малку луѓе и мали ресурси, секој треба максимумот да го даде. А сметам дека тука имаме доволно квалитетни луѓе кои можат таа работа да ја направат. Ние имаме редовна комуникација, како што ви реков, во таа комуникација се надеваме дека во следниот период ќе дојде до конкретни резултати, креирање на асоциација на почесните конзули, вклучително и почесните конзули во Битола, афирмирање на сите оние активности кои ги правиме надвор и кои можеме да ги правиме како заеднички активности со земјите кои ги представуваат. Јас, министр, имам уште редица прашања, теми, тези кои што ќе ги оставиме во следна прилика. Емисијата ќе ја затвориме со прашање кое што ќе го извлечам од мислата на Џон Кенеди, кој што вели дека домашната политика, вика, може да не порази, но надворешната да не убие. Нам што може да ни направи надворешната политика? Јас мислам дека надворешната политика може само да ни помогне да се афирмираме подобро и од тоа колку успешни ќе бидеме во надворешната политика можеме да си помогнеме и дома. Но мора да се согласам и со првиот дел. Колку сме успешни во справување со внатрешните предизвици и водењето на внатрешната политика, можеме да се надеваме дека ќе бидеме успешни и надвор. Односно, без успешно менаџирање дома, тешко можете да бидете успешен надвор. Затоа и јас инсистирам на оној факт дека колку ќе бидеме успешни, колку ќе напредуваме како држава, зависи главно од нас самите. Од тоа колку ќе бидеме посветени и колку ќе се обидеме да одскокнеме за скалило погоре во сето она што го правиме. Секој од нас носи одговорност за тоа и мислам дека никогаш нема да го повториме тоа доволен број на пати, бидејќи секогаш ќе остане уште нешто што ќе можеме да го направиме повеќе. Ќе оставиме нешто и за следниот пат кога ќе се видиме, бидејќи со задоволство доаѓам во Битола. Во овие турбулентни времиња политички нека имаат последнава мисла многумина барем во Битола и во Македонија чинители на оваа мисла. Ви благодарам многу за гостувањето во ТВ Објектив, ви посакувам успешна работа и како што рековме се надевам во следна прилика разговараме на дополнителни теми што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија. Ви благодарам многу на поканата. Почитувани гледачи, тука е крајот на вечерашното издание на ТВ Објектив. Благодарност за сите кои што бевте на оваа фреквенција. Ви посакувам пријатна вечер.